Добар ден и добро дојдовте во ова понеделничко за старт на работната недела отворено студио кој што, како што знаете, започнува од 14 часот до 23. Јас сум Владко Чаловски, ова мојата колешка Јана Јосифовска, која во продолжение ќе ни каже што е она што ќе го имаме денеска. Така е. Добар ден и од мене, добро дојдовте во отвореното студио. Еден се обидовме барем овој прв блок, секако како и секогаш со колегата Чаловски да имаме и интересни разговори и шаренолики гости. Започнуваме со една тема, односно каква е улогата на вмрежувањето на социјалните предпријатија. Конкретно, можеби најдобар пример е лице в лице, уличното списание, кое што верувам веќе ви е добро познато и долги години наназад обстојува и кое што е едно од пионерските социјални предпријатија. По тој повод наша гостинка во овој прв блок ќе биде Марина Матевска, која што е програмска менаџерка во Паблик и малку повеќе ќе ни доближи што всушност ќе значи таа иницијатива за вмрежување на социјалните предпријатија. 14 часот и 30 минути следуваат во отворено студио 1 вестите и најновите информации со колешката Елена Джугуманова. Со мене и со колегата Чаловски повторно се гледате во 15 часот и 20 минути. Ке разговараме на една тема: не игнорирај, реагирај за подобра животна средина. Ова е една иницијатива од Институтот за комуникацијски вештини. Главната цел е да се вклучат младите преку различни видови на проекти, меѓу другото беа и наградени голем број на средношколци, како тие би придонале за заштита на животната средина, нешто што не треба да се заборава. 15 часот и 40 минути стандарден термин за анализа на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Повторно сме назад во студиото со Чаловски во 17 часот. И ова ќе биде една доста актуелна тема и конечно се презеде нешто кај нас по овој повод, односно дека кучиња помошници за лица со хендикеп ќе бидат вклучени во градските автобуси на ЈСП. По тој повод, портпаролката на јавното сообраќајно предпријатие Деспина Трајковска Димова ќе ни гостува и секако Александар Велевски со своето куче придружник, неговиот родител Зоран Велевски, и ќе имаме исто така активист од иницијативата 5 до 12, малку повеќе да подискутираме што ќе значи всушност ова за немоќните лица. 17 часот и 45 минути. Време добро познато за вас, бидејќи стартува секако оној забавен дел со звезда број 1, музичкото талент шоу, па потоа продолжуваат нашите ексклузивци Стефан и Нина, кои што ќе го задржат вашето внимание како и секогаш со интересни прилози, и веќе потоа следува блокот мода и Сергеј Варошлија со неговите модни критики и совети до вас. Во 19 часот и 20 минути од тука, отвореното студио 1, го продолжува колегата Сашо Ордановски со секако своји соговорници и тема. Веќе во 20 часот следува централниот дневник на 1 ТВ, за во 21 часот да е авторската емисија Лица на Анета Кочишки. Во 22 часот повторно Ордановски ќе има палката од тука со неговите гости и ова маратонско отворено студио 1 се заокружува нешто пред 23 часот со вестите. Така, како што Јана веќе наброи, што е оно што ќе го имаме денеска на програмата, ние овде правиме една кратка пауза само за да ја внесеме во студиото Марина Матевска и продолжуваме со првиот разговор во овој прв дел од отвореното студио. Вечерва во Лица ќе гледате. Интервју со Дино Раџа, поранешен хрватски кошаркар, светски првак, освојувач на 2 олимписки медали. Жива легенда, член на славната кошаркарска петорка пред распаѓањето на Југославија. За односите со Дражан Петрович, Владе Дивац, за играта во НБА и за сите негови животни предизвици кои не сме ги слушнале досега. Лица, 21 часот. Потрагата по новиот музички талент е започната. Гледајте ги аудициите на Звезда број 1.
Секој работен ден на 1 ТВ. Звезда број 1. They killed King Aila near York and are moving south into the Midlands, so far towards Repton. Is it your belief that they're set upon attacking my father's kingdom? That they have gathered together to attack Wessex? There is no doubt in my mind. These are the sons of Ragnar Lothbrok. They want revenge for the death of their father. Вечерва. 23 часот. Нова епизода. Од епската приказна. Не пропуштајте. Викинзи. Назад сме во отвореното студио 1 и како што најавивме, наша прва гостинка денеска е Марина Матеска, која што е програмска менаџерка во Паблик. Добар ден и добре дојдовте, Марина. Добар ден, добре ве најдов. Так, како што кажав во најавата, малку подолу во разговорот од лице в лице и што се е најмногу препознатливо по тоа, меѓутоа она што е важно е дека утре всушност на 15 мај, како што најавивте, така, ќе има промоција фактички на ова нова мрежа, односно засилена, ако може така да се кажем, на социјалните предпријатија. Но, најпрво, ајде малку да им доближиме повеќе на гледачите, може и преку практичен пример, што всушност која е улогата на ова вмрежување на социјалните предпријатија и кои би биле придобивките? Да, во нашата земја постојат социјални предпријатија, меѓутоа за да постои еден развиен екосистем на социјални предпријатија, потребно е пред се да постојат два столба кои што се јавните политики и препознавање на социјалното предприемништво и самоорганизацијата на социјалните предпријатија, односно на граѓаните кои што сакаат да направат промени. Во вакви услови во кои што Македонија функционира, го имаме вториот столб, да речеме, меѓутоа е слабо јавното препознавање и препознавањето од страна на политичарите во сферата на социјалното предприемништво и што тоа носи. Дополнително во екосистемот, за да тој се развива, потребни се и пристап до пазари, пристап до финанси, а меѓу другото и меѓусебната поддршка, мреженото соработување и размената на искуства и знаења, заради тоа што е овој цел систем доста комплексен. Заради тоа одлучивме дека имавме иницијатива заедно со неколку социјални предпријатија да создадеме мрежа, односно платформа на заедничко дејствување врз база на заеднички вредности и заеднички идентитет кој што ќе го градиме заедно. Каква би била таа мрежа? Како би функционирале сите тие предпријатија во една мрежа? Мрежите се создаваат за да овозможат заедничко учење. Во услови кога во Македонија немаме нели јавно препознавање, постојат различни правни форми преку кои тие се основаат, исто така и различни начини на кои што тие действуваат. Она што мрежата го прави е да ги здружи сите нив и да создаде еден идентитет кој што ќе биде препознатлив кон јавноста и кон јавните институции, за да можат да ја добијат соодветната поддршка за развој. Па така мрежата значи ќе овозможи на оние кои што се, да речеме, подолго на пазарот, можат да им дадат поддршка на новите, исто така Со контакти, претпоставувам. да разменат искуства, да разменат знаења и не само во рамки на речеме на земјата, туку и надвор од земјата, регионално па и на европско ниво. Ваквото здружување го овозможува работењето и меѓусебна поддршка и на повисоко ниво на европско. Колку
Ајде преку оној практичен пример кој што го споменав, бидејќи чинам дека на најголем дел од граѓаните токму тоа уличното списание лице в лице, кое што нели е едно од пионирските всушност социјални предпријатија, им е најдобро познато. Ајде преку овој практичен пример и неговото долго обстојување, да речеме, да им доближиме публиску како едно, да речеме, социјално предпријатие функционира. Да. Лице в лице социјално предпријатие кое што се заснова на всушност основните принципи на действување на социјалните предпријатија. А тоа значи действува преку економски активности до остварување на одредена социјална цел, општествена цел, а тоа е всушност вработувањето на маргинализираните групи на граѓани. Лице в лице има околу 40 своји продавачи низ земјата, кои што доаѓаат од најразлични маргинализирани групи, како што се младинци на улица, потоа лицата со попреченост, долгорочно невработени лица. Сите тие економски зајакнуваат преку продажбата на списанието, но паралелно со тоа лице в лице посветува внимание и на едукативната програма, која што ги јакне нивните меки вештини, но и професионалните вештини за продажба. И бидејќи се работи за лица кои што долго време не биле на пазар на труд или пак имаат свој потешкоти во функционирањето, дополнително се работува и со многу други партнери за да може да овозможи нивни развој. И целта е секако крајна цел е нивното вработување, понекогаш тоа може да е во самото социјално предпријатие лице в лице, а понекогаш може да е и во некоја друга компанија каде што тие ќе бидат препорачани како добри работници и зад нив ќе стои нашиот збор дека тоа се веќе спремни лица да излезат на слободниот пазар на труд. Успевате ли во ова борба, ако може така да ја наречам, Марина, за инкорпорирање на сите маргинализирани лица, бидејќи де факто е дека години наназад наидуван или на позитивен, односно на поздрав од граѓаните се тоа што е главната, односно суштината на функционирање на лице в лице, но дали е доволно? Во рамки на она што ние сме го зацртале, значи да остварување на нашите цели секако да, меѓутоа на општествено ниво секако дека ни се потребни голем број на социјални предпријатија за да навистина успееме да придонесеме во вработувањето на ранливи групи, како што на пример случајот во Велика Британија, таму во изминатите 10 години социјалните предпријатија имаат направено навистина огромен успех во вработувањето, па над 1 милион лица се вработени во социјални предпријатија. Се надеваме дека тоа ќе може да го направиме и преку развојот на социјалното предприемништво преку мрежата. Значи мрежата да овозможи јакнење на социјалните предпријатија, да нивниот капацитет за вработување се зголеми, но не само тоа. Значи, социјалните предпријатија, една од исто така важните принципи на работење да влијае и врз животната средина, да ги следи и остварува целите за одржлив развој. Значи, навистина еден етички начин на однесување и преку заеднички вредности, кога зборуваме за вредности, значи солидарност, значи бизниси кои работат, создаваат економски активности, односно даваат услуги и производи, но тие услуги и производи се креирани врз база на потребите на граѓаните, на реалните потреби на граѓаните. И во тој случај создаваме и циркуларна економија и солидарна економија, која што навистина може да не придвижи напред и да овозможи развој, кој што не само на Македонија е потребен на целиот свет. Оно што е важно да се напомене за сите оние кои што не знаат дека секој купен примерок на лице в лице нема еден бизнисмен позади кој што ги собира сите пари, него тоа се 100 денари кои што и како завршуваат како инвестиција, а оној кој што најмногу заработува од тоа е самиот продавач кој што е припадник на една маргинализирана група и тоа се некои минимални средства. Тоа е за еден стимул, онака, нели? Да, одлично што го истакнувате. Еден од принципите на действување на социјалните предпријатија е да профитот го реинвестираат во остварување на сопствената мисија, во јакнењето на вработените кои што ги имаат и и во развојот на бизнис. Знаете зошто спомнувам? Спомнувам затоа што
веројатно сите тројца сме биле сведоци на кога се нуди тоа списание лица в лица и обично по дефолт некој кога е списание 70% од онаа публика на која што и се продава лица в лица ќе го изигнорираат. Реално во животот е така за жал. Значи се гледа имаме и не толку популарни примери каде што самите лица кои што го продаваат списанието биле третирани на еден дискриминаторски начин. Потребно е да се работи на подигнување на свеста на граѓаните, затоа и денеска зборуваме. Кога ќе се размисли малку подлабоко за тоа што значи купувањето на лице в лице, тоа значи да едно лице го поддржиме да заработува и да може да излезе од сиромаштијата на тој начин. Кога донираме и кога даваме на децата кои што на улица питаат, тоа значи пасивизирање на Имено, да. Продавачите овде не се во овде барем на поддржуваме активација на овие луѓе, да се чувствуваат вредно, да придонесуваат општество затоа што продаваат навистина квалитетен производ, кој што доколку го читате, ќе видите колку може да ве освести за тоа како вие самите можете да действувате во својата заедница и да придонесете да живееме во подобро општество, бидејќи пак на крај од поединецот тргнува све. Ова што го све. спомена Чаловски сега е еклатантен пример фактички за она што пред малку вие, Марина, го споминавте, недостигот на јавно препознавање. Всушност, луѓето сами по дефолт не се доволно запознаени што се нуди во конкретно односно што ќе добие, како фидбек има купувањето на едно списание лице в лице. Да, какво влијание всушност прават во општеството со купувањето. Потребно е многу повеќе да работиме заедно на ова прашање. Социјалните предпријатија постојат за да постигнат општествено влијание или влијание врз животната средина. Не постојат за да го максимизираат профитот на собствениците. Со купувањето на производот или услугата од социјални предпријатија, всушност секој учествува во развојот на ваква економија. Она што е пример и во други земји, што го возможува и новиот закон за јавни набавки, па и здравје донесувањето на новиот закон за социјална заштита, ќе значи да и државата многу повеќе влијае и го поддржува социјалното предприемништво, односно да купува услуги од социјалните предпријатија. Кога споменавме државата, неминовно, што вам ви е потребно од државните институции, сите оние надлежни кои што можат да дадат свој придонес во овој однос, колку ви значи всушност поддршката од политичарите, од државниците за да истраете на кон вашата цел? Да, исклучително е важна улогата на државата, на владата, на министерствата за да... Сега предпоставувам, да бидам искрени, сте ја немале. Значи, може да се каже дека постојат никотина поддршка, значи се надзира, да речеме, во новата програма на владата е планирано донесувањето на законот за социјално предприемаштво. Тоа значи дека веќе се почнува со заложби за да се развива и се очекува до крајот на годината истиот да биде донесен барем во драфт верзија. Она што е позитивно, Паблик во моментов ја координира и подготовката на стратегија за развој на екосистем за социјални предпријатија, каде носител е Министерството за труд и социјална политика. И она што е позитивно е дека тој процес е доста партиципативен од страна на многу чинители и актери кои што действуваат во полето, а мрежата за која што најмногу сме дојдени денеска ќе придонесе и да овие политики кои што веќе државата ги почнала да бидат креирани врз основа на реалните потреби на социјалните предпријатија, да одговараат на контекстот во кој што живееме. Матеска, барем моето последно прашање со оглед на тоа колку ни дозволува времето. Да, може да зборуваме за тоа дека е потребна мрежа секако за действување на вакви социјални предпријатија, но јас повторно сакам да се вратам на делот со ресоциализација. Ако една од целите на Паблик е ресоциализација на овие маргинализирани лица преку социјален контакт, мора да се вратиме на она основното, пристапот кон тие лица, со што најтешко се соочуваат кога се на терен?
пристапот. Значи, доста треба да се работи со нив на јакнење на нивната самоодоверба, на сигурноста, да си ги знаат своите права, значи она што ние го правиме со нив. Постојат граѓани, како што кажавме, неинформирани, не знаат нивната цел. Потребно е од другата страна, значи продавачите да се чувствуваат сигурни, со полна самоодоверба, да знаат што продаваат и на тој начин да ги измегнат, да речеме, игнорирањата од другата страна и да можат полесно да пристапат. Генерално, најмногу во тој дел се проблемите, значи непрепознавањето понекогаш. Меѓутоа, она што не радува нас, дека секоја година гледаме се поголем број на луѓе кои што го поддржуваат списанието, односно кои што го купуваат. Во моментов тој истиот се продава 5000 примероци, значи на почетокот стартувавме со 1000, сега сме значи со 5000 и се надеваме и трендот покажува дека оваа бројка ќе расте. Така да потребно е време, но кога луѓето ќе дознаат точно за што се работи, е поедноставно. Дај Боже да расте. Она што е добро, што Паблик работи со, на програмата Лице в лице работи со многу други партнерски организации, односно вкупно 6 се во моментов, преку кои што всушност се ангажирани останатите организирани групи. Да, и пред крај, ајде збор два околу тоа. Рековте дека сега за сега вклучени 6 граѓански организации. Да. Претпоставувам планирате и Да се проширување. Тоа е своеволно да ги информираме и гледачите доколку некој сака да ви се придружи или евентуално е некаков вид на договор или секој кој што сака на некаков начин да даде свој придонес може слободно да партиципира. Апсолутно сме отворени за секој кој што сака да се вклучи покрај нели организациите кои што сака да може да станат наши партнери во продажба и да имаат ангажирано своји лица. Ние многу работиме и на волонтери или поддржувачи кои што пишуваат во списанието, кои што сакаат да се искажат за соодредена тема, значи договараме и отворени сме за таков тип на соработки и секако поддршката од компаниите, бизнисите за да опстои, значи бројот исто така важно. Во ред, секако Матевска ти благодариме за одвоеното време и гостувањето во отвореното студио 1 и ви посакуваме успех во оваа борба. Благородна би рекла во секој случај. Благодарам и на вас. Да, јас и Јана овде правиме на кратка пауза, следуваат вестите со Елена Джугуманова, се враќаме повторно во 15 часот и 20 минути. Вечерва во лица ке гледате. Интервју со Дино Раđа, поранешен хрватски кошаркар, светски првак, освојувач на 2 олимписки медали.